Медицинските екипи за итна помош од источниот регион се собраа во Штип на практична обука за интервенции, за тоа како се користат новите возила и опремата што пред 2 години ја обезбеди Министерството за здравство. 5 тимови од исто толку градови од регионот ги следеа инструкциите на своите колеги од екипата за итна медицинска помош од Скопје, при што посебни укажувања имаше за тоа како треба да действуваат лекарите, медицинските сестри и возачите. Обуката се спроведуваше во кругот на клиничкиот центар во Штип, а домакините рекоа дека таа била повеќе од неопходна, за да се повтори теориското знаење и да се стекне поголема рутина во конкретните ситуации на терен. Денешниот ден, обуката се состои во практична работа. Денеска се става акцент малку повеќе на праксата, бидејќи теоријата сите ја знаеме и затоа денеска повеќе се вежба оној практичниот дел. Денеска се присутни 4 екипи од Источна Македонија, кај нас се гости екипи од Кочани од итната помош, од Свети Николе, од Радовиш и Виница. Екипите на итна медицинска помош од Истокот можат да се пофалат со солидна опрема и возила за укажување брзи интервенции. Сепак, проблем и понатаму останува недостатокот од стручен кадар, посебно од искусни лекари, кои ги има во помал број од потребниот во сите здравствени установи во регионот. Се трудиме и даваме се од себе, меѓутоа итната медицинска помош има големи проблеми. Проблемите ни се во недостигот на лекари. Од септември месец остануваат кај нас само 4 лекари и како началник на службата не може да се организира целокупната наша работа со само 4 лекари. Тоа е многу мал број. Оптимално е кај нас да бидат 10. Минимум, 10. Главната причина за недостатокот од лекари е што тие предпочитаат да работат во странство, најчесто во Германија, наместо во овдешните здравствени установи. И покрај тоа, екипите на итна медицинска помош од регионот добија пофалби за досегашните реакции, посебно при поголемите сообраќајни несреќи, каква што беше неодамнешниот судир меѓу автобус и воз кај Сарамзалино и превртувањето на тракторот со деца во близина на Оризари за 1 мај минатата година.